Но ова не е приказна само за алчноста на одредени поединци кои скрадат од буџетот за своите лични профити и лични луксузи. Ова е приказна за куршуми кои масовно убиваат луѓе. Ова се снимки од нападот на базата во Јужен Судан во 2014 година. Според истрагата на Обединетите нации, цивилните вооружени банди го изврши овој напад со тип на муниција 7,62 мм. Тоа е стара кинеска муниција која последен пат е произведена во 1972 година. Истата и причина за големата експлозија во воените складишта во градец Албанија, во која се повредија стотици, загинаа десетици, а се оштетија или срамнија со земја исто толку домови на луѓето од околината. Но документите до кои дојдовме во соработка со меѓународниот тим новинари, воден од мрежата за истражување на организиран криминал и корупција, покажуваат дека оваа амуниција, наместо да биде уништена, се продавала. А од стотиците документи и разговори, водени со извори во воените и бизнис институции во Прага, Скопје, Тирана и Белград, откриваме дека околу 100 милиони рамки од овие куршуми се препакувале или транзитирале низ Македонија, за да стигнат до крајните дестинации, меѓу кои и Чешката република. Од она што до крајот на емисијата ќе го слушнете, ќе се потсетите и на многу сцени од познатиот холивудски блокбастер War Dogs. И како во секој филм што бидува, така и во оваа наша приказна, сценариото почнува многу наивно. Навидум со една обична странска инвестиција, која што треба да донесе парче леп на трпезата во еден од најсиромашните краеви во Македонија, селото Самоков во Македонски Брод. Во Македонски Брод не можете да наминете случајно или да сте на поминување. Оваа општина е како слепа улица, во која доаѓате само ако имате точно зацртана цел. Токму таква беше и посетата на екипата на Проверено во еден од најсиромашните краеви во Македонија. Една информација не донесе во срцето на поречието. Пропадната фабрика, фирма од Чешка и трговија со оружје. На 30 на километри од Македонски Брод, во близина на селото Самоков, се наоѓа старата и малку подзаборавена фабрика за производство на оружје, Сувенир. Југословенските власти во раните 80-ти години од минатиот век ја одбрале токму оваа локација за да го изградат војниот капацитет. Заскриен зад густа шума со многу мала фреквенција на сообраќај и население од кое најголем дел добило работа во фабриката. Самоков во тоа време беше мал Париз, носталгично се сеќаваат поранешните вработени во Сувенир. Тоа е за жал пропастена фабрика, која фабрика во времето многу беше на светско ниво и по квалитет и по квантитет. Сувенир десетина години работел со полна парја, се произведувало разни типови на муниција, а извозот генерално бил во поранешна Југославија. Ние бевме еден концепт, произведувавме и само за натрешно во државата, тогашна Југославија. И сите се знаеш, имаше плански, толку муниција треба да се направи за армијата, толку муниција треба за полицијата, да се милиција тогаш беше, за милицијата и се си беше програмирано. Со распадот на Југославија почнува и пропаѓањето на фабриката. Постепено се намалува производството и нема пари за плати на над 500 вработени. Во 2004 година фабриката заминува во стечај. Стечајниот управник ја огласува за продажба на почетокот на 2006 година, кога се јавува само фирмата Олимпијаки Индустри од Грција и ја купува за 500.000 евра. Но бидејќи грчкиот инвеститор не ги исполнил условите од договорот, доверителите одлучуваат да го раскинат и бараат стечајниот управник да најде нов купувач. Во јуни 2006 година се менува власта. Доаѓа гарнитурата предводена од Никола Груевски.
На чело на тајната полиција застанува Сашо Мијалков, прв браточет на Груевски и бизнисмен кој има неколку компании во Чешка. По 2 години од доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН се именува нов стечајен управник на Сувенир, Драган Филиповски од Гостивар, кој распишува јавен повик за продажба на почетокот на 2008 година, а почетната најниска цена е 1.900.000 евра. Имало многу заинтересирани фирми, но понуда дала само една – Real Trade од Прага. Нудела 1 милион евра, што било неприфатливо за доверителите. На следните 2 јавни повици, повторно како единствен понудувач се јавува чешката фирма. Со секоја наредна лицитација се намалува и цената на Сувенир. По последниот ред пат, Real Trade ја купува за 1 милион евра. Не капацитетот, туку само погоните. Во 2010 година чесите ја формираат Sumbro Trade, име под кое работи Сувенир до ден денес. Собственик е големиот чешки гигант, производител на оружје Excalibur, преку нивната фирма ќерка Real Trade Прага. Оваа странска инвестиција Груевски не ја најави во негов стил, со 300 фанфари, дека ете конечно имало спас за распаднатата фабрика и дека е најдено решение за екзистенција на многу семејства. Туку за оваа бизнис делка не се зборува многу гласно. Се до 2013 година, кога во едно интервју за македонски портал, кога тогашниот директор на Sumbro Давид Јунг вели дека чешкиот газда е подготвен да произведува за НАТО. Оваа изјава на Јунг е контрадикторна со оглед дека работниците кои останаа без работа пред стечајот се надевале дека нивната голгота завршила и дека чешкиот газда ќе ги врати во погоните. Но речиси ниту еден од старите работници повеќе не имал пристап во кругот на фабриката, туку во Sumbro биле вработени нови лица, неквалификуван кадар. Па мислам дека собственикот сега што е дојден, тој е дојден само за пари. И тоа партиски војник е, тоа со гарантирам дека партиски, затоа што бидејќи ги знам работниците што работат тамо, се нови работници, а ние што бевме старите не викна. За да прават нешто треба да има стручен кадар. Јас кога бев имаше 30 инженери и водеја фабриката 30 инженери. Во Sumbro како да има завет за молчење меѓу вработените. Однатре излегуваат многу малку информации што точно се произведува во фабриката. Еден поранешен вработен кој таму бил до 2015 година за проверено изјави дека до тој период имало многу мало производство и дека во најголем дел само се препакувала стара амуниција која потоа завршувала на непознати дестинации. Такви информации слушнал и Митра Јосиповски. Спекулации постоја дека обичниот граѓанин овде во селово викаат перална на пари дека. Чешкиот инвеститор со години имал повластена позиција кај поранешната власт. Не само што него испочитувал купопредажниот договор да вработи одреден број на луѓе и да вложи околу 7 милиони евра, туку молкот на поранешните вработени го купувал со кеш пари. Молчеле и судиите. Ни имаат само дел дадено, процентуално, а никаков документ, значи, врз основа на кој документ да ни дат за париве, што сме ги зеле. А тоа е минимално. И од грекот кој е продадо и од овој Чехов, значи, ни поделија на вработениве некој процент, а документ не ни дадо. А како го толерираат? Како судот, стечајниот управник го толерираат овој чешки инвеститор? И сега мене тоа не ми е познато како го толерираат, затоа што знам дека одбор на доверители во последно време, значи, воопште не се свикуваат. Се да се навратам и на тоа, во одбор на доверители имат незаконски некои, како да се изјаснам, председател на одбор на доверители е една господја адвокатка од Кичево, која што воопште нема никакви побарувања, е председател на одбор на доверители. Во македонски Брод нема човек кој не слушнал дека за оваа региосна ограда на Сувенир се крие сомнителен бизнис вреден милиони евра. Но овие информации засега остануваат да кружат само меѓу луѓето во македонски Брод. Оваа македонска недојдија успеа да ја најдат трговците со оружје дури од Чешка, но во Самоков патот никако да ги одведе инспекторите и обвинителите.